сакам да го искажам моето целосно разочарување. По овој ист амандман зборувавме и во ребалансот на буџетот и пак ќе повторам. Значи, овие дел од улицата Цветан Димов и 5 ноември живеат околу 1000 жители. 1000 жители во непосредна близина на центарот од Струмица. Во непосредна близина на градскиот парк. Значи, само на 200 до 300 метра од центарот на Струмица. Како градоначалник Зоран Заев во неговите 3 мандати не успеа да го среди овој проблем на овие граѓани, кои немаат ни асфалтирани улици, ниту канализација, ниту водоводна мрежа. Ве повикувам вас, колеги, овде што сега ќе гласаме на комисијата, дали не сметате дека во центарот на Струмица, на 200 метра удалеченост од строгиот центар, не треба да има асфалтирани улици? Дали мислите дека тие 1000 граѓани кои што ви ја дале поддршката треба да живеат без водоводна мрежа? Зарем не е срамно уште да зборуваме за вакви проблеми? Зарем немате срам да гласате против ова, а зборуваме за најуспешниот градоначалник во 3 мандати, а сега премиер? Затоа ја барам овие средства со кои ќе помогне владата да им го решиме на овие 1000 граѓани екзистенцијата, обстојувањето, значи снабдувањето со вода. Овие граѓани во центарот на Струмица се оневозможени, осакатени од општинската самоуправа, која што покажа дека недоволно се зазема за овој проблем. Дали не мислите дека овие граѓани не заслужуваат како сите други граѓани? Зборуваме во центарот на Струмица, на 200 метри, пак ќе повторам. Мислам дека нема потреба повеќе се зборува. Самиот податок и факт тоа го покажува. Вие ќе решите, а граѓаните ќе судат дали уште треба да се надеваат и веруваат. Ако имате изговори за другите општини дека градоначалниците на ВМРО не средиле, за ова круцијално прашање, градоначалникот како градоначалник Зоран Заев во 3 мандати тоа не го среди. Не знам кој е изговорот и затоа ја бараме оваа помош сега. Ви благодарам.